Заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски денеска беше во посета на општина Зрновци, каде оствари средба со градоначалникот Блаже Станков и градоначалникот на општина Кучани Николчо Илиев. На средбата тие разговараа за досега реализираните проекти во општина Зрновци, меѓу кои изградбата на етно куќата и етно паркот, проект кој се реализира преку програмата за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа. Дојдовме на увид на изведбата на проектот Етно парк со етно куќа во општина Зрновци. Проектот беше аплициран од страна на општината, а е поддржан преку програмата за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и на владата. Се поддржа со вкупно 3 милиони и 300 или од прилика 3 милиони и 300 илјади денари, сопствено учество има и општината околу 10%. Заменик министерот за оваа година најави реализација на други значајни проекти за кои веќе се обезбедени финансиски средства. Во изминатите 2 години во Источниот плански регион финансирани се проекти во вредност од милиони и 350 илјади евра. Оваа година очекуваме од прилика околу милион евра да бидат дополнително нови проекти финансирани. Оваа година вкупно на целата република се издвоени околу 8 милиони евра. Тенденцијата од година во година се зголемува и така во последните 3 години имаме вкупно 20 милиони евра за рамномерниот регионален развој и поттикнување на регионалниот развој. Се надевам дека и во иднина и општините ќе аплицираат со добри проекти и идеи кои што навистина ќе значат не само за локалното население и општините, туку еден севкупен развој на поширокиот регион. Градоначалникот Блаже Станков изјави дека со изградбата на етно паркот и етно куќата, општина Зрновци ќе прерасне во регионален туристички центар кој ќе привлече голем број туристи. Ова е регионален етнопарк во кој што се гради етно куќата во која што ќе бидат сместени голем број на експонати на отворено, меѓутоа исто така и голем број на експонати на затворено. Тука пред се мисли на предмети кои што ги користеле нашите предци во минатото. Значи се со цел да ги оставиме во наследство на идните генерации, да може значи да имате на представа со се што какви предмети користеле нашите предци при секојдневието. Значи ќе има предмети од текстил, предмети од метал, од дрво, предмети од глина. Ќе го отсликуваат минатото, меѓутоа исто така и ова ќе представува едно добро катче за рекреација, како за локалното население. Очекуваме дека со ова ќе привлечеме внимание и на голем број на туристи, бидејќи ова ќе прави една комплетна туристичка содржина. Заедно со останатите кои што ги имаме во општина Зрновци, мислам дека ќе станеме една прилична дестинација за туристи од надвор. За оваа година градоначалникот Станков најави дека очекува да биде одобрена и третата фаза од проектот, а тоа е надворешно уредување на етно куќата. Веќе аплициравме и за трета фаза има на овој објект, тука се мисли на партно уредување на самиот објект. Значи имаме паркинг простор, улица со широчина од 6 метри, ќе има тротоар за безбедно движење на пешаците и на туристите. Градоначалникот на општина Кучани Николчо Илиев додаде дека овој проект започна со поддршка на Источнопланскиот регион и истиот е од особено значење за регионот. Проект кој што е финансиран од страна на локалната самоуправа преку проектот за рамномерен регионален развој. И ова е еден проект, односно моето задоволство е огромно што денеска сум овде, затоа што овој проект беше аплициран во времето кога јас бев председател на Советот на Источнопланскиот регион и ово покажува дека ние како Совет сме донеле навистина една убава одлука и правилна одлука и дека навистина се грижиме за рамномерен регионален развој и една таква политика очекувам да продолжи во наредниот период, навистина секоја општина да добие проекти кои заслужуваат да добијат и проекти кои ќе бидат од интерес на целиот овој регион. Инаку во наредниот период ќе се работи и на надворешно опремување на објектот, што целосно се очекува да биде завршен до крајот на оваа година.